Вести на Канал 8. Добар ден. Опасност за учесниците во сообраќајот, а најмногу за пешаците, представува улицата Стево Теодосиевски, па локалната самоуправа треба да преземе мерки за нивно обезбедување. Граѓаните за тоа повеќе пати реагирале. Ветување од надлежните беше дадено минатата година, но проблемот се уште не е решен. Нова реакција од граѓаните пристигна до медиумите за подршка на нивното барање до локалната самоуправа да ги исполни ветувањата за подобрување на безбедноста на улицата Стево Теодосиевски. И возачите кои поминуваат по неа и пешаците за кои нема тротоари секојдневно се соочуваат со опасноста од сообраќајна на несреќа, со оглед што во близина се две училишта, повеќе трговски објекти, а таа е и главен излез од градот. Фреквенцијата од пешаци, автомобили, камиони и автобуси е голема. Минувачите велат дека потребна е вистинска умешност и помалку среќа за да не се најдат под тракалата на некое возило. По-опасна улица од ова нема. Бидејќи тука е школата, дечиња, за мене мислам дека опасно. Да биде си убаво и за децата, и за старите да минат, и млади, се што треба да се биде реално. Да се одат башка, колите башка ние да одеме луѓето. А инако вака тргнеш се, поместиш се, било точкови, било коли, не е убаво. Освен недоволната широчина на коловозот и недостатокот од тротоари, на улицата има и сервис за миење возила, што дополнително ја усложнува состојбата. Неговиот собственик вели дека е подготвен да помогне, со тоа што бесплатно ќе и отстапи дел од просторот на општината, за да се намалат опасностите во сообраќајот. Проблемот не е наметнат од нас. Тој проблем е проблем на општината, бидејќи јас лично, например, имав дадено иницијатива да се отстранат куќите кои сметат на патот и да се оформи и тротоар, за да можат и луѓето да се движат и ние да имаме нормален влез, меѓутоа од општината не наидуваат на согласност за сето тоа. Ја можам само иницијативно поклон да го дадам на државата, местото кое треба да се одземе за тротоар. Меѓутоа да правам јас трошок, да бутам куќа и да поместувам се што сум више направил, за да оформам на општината да има тротоари и да простор за движење, тоа не може да го поднесам, затоа што тоа не е моја работа. За проблемот со неколкуте стари куќи од кои се надвиснати керамиди, што е дополнителна опасност за пешаците, се разговараше во советот на општината пред повеќе од една година, а одговорот на надлежните тогаш беше дека ќе преземат соодветна реакција. Пак ќе го пратиме инспекторот да постапи согласно законските надлежности. Мислам дека веќе има постапувано, не има задолжение за собственикот, меѓутоа во колку не преземе, тогаш на негова сметка ќе преземеме ние отстранување на тие предмети што се склонни на паѓање или целата куќа. Ќе видиме. Промена во состојбата и со старите куќи и со недостигот од тротоар до сега нема. За среќа не се случила потешка сообраќајна несреќа на овој дел од улицата, но граѓаните бараат да се предвидат пари во буџетот за рушење на куќите и изградба на тротоар, со што би се избегнале опасностите и немилите случаи. Без ниту една дискусија од присутните, Советот на општина Кочани го усвои извештајот за извршување на буџетот за третиот квартал од оваа година. На 53-та редовна седница се разгледаа уште 10 точки од дневниот ред, но и тие воопшто не предизвикаа интерес некој да продискутира за нив. Најкратката редовна седница за оваа година ја одржа Советот на општина Кочани. Повеќе време му беше потребно на претседавачот да ги прочита целосните називи на точките од дневниот ред, отколку што траеше гласањето и нивното усвојување, па целата работа се заврши за половина час. Иако дневниот ред беше дополнет со уште 3 точки во однос на претходно предложениот, советничката говорница остана празна, а усвојувањето на точките се одвиваше експресно. Иако се очекуваше дека барем разгледувањето на извештајот за извршувањето на буџетот за третиот квартал од годината, како и за носењето на буџетскиот календар за догодина, можат да испровоцираат дискусија, тоа не се случи. Всушност, најмногу време се потроши на краткото образложение на представникот од секторот за финансии, кој зборуваше за досегашната реализација на приходите и расходите во буџетската сметка. Вкупното извршување на вкупниот буџет на општината на страна на приходи е 63%, додека на страна на расходи е 61%, и салдото на сметка на основниот буџет на општината на 39 е 6 милиона
830.728 денари. На страната на ова е кај еден образецот за извршувањето на буџетот. Во К2 образецот се прикажани обврските кои што ги има општината. Во однос на претходниот квартал имаме зголемување на обврските, тоа се обврски кои што ги имаме спрема добавувачите кои ги изработуваат за изработка на улици кои што се добиени како мерка од Агенција за финансиска поддршка и пуштени се барањата за исплата, значи тоа е обврска на општината, но средствата ќе бидат добиени од агенцијата. Петминутното објаснување од Рашков за извршувањето на буџетот во првите 9 месеци од годината не предизвика дискусија меѓу советниците, па заедно со буџетскиот календар извештајот беше усвоен. Слично помина и разгледувањето на останатите точки, при што без коментар или прашање се усвои извештајот за работењето на детската градинка Павлина Велјанова за изминатите 12 месеци, а беше дадена и согласност на барањето од оваа установа за запишување поголем број деца од законскиот норматив. Исто така беа прифатени предлог решенијата за нови членови на управниот, односно училишниот одбор на градинката и на Средното општинско училиште Ѓошо Викентиев. На крајот, вообичаено, без расправа, поминаа и точките од областа на урбанизмот, па по неколкуте советнички прашања на кои наместо одсутниот градоначалник Димитровски одговараше секретарот на општината, советниците на брзина ги напуштија советничките клупи. Швајцарската консултантска куќа Ернест Бастлер и партнер пред членовите на Советот на општина Кочани го презентираше проектот за третман на отпадните води со изградба на пречистителна станица кај Мојанци. Беше речено дека се работи за зафат од еколошки карактер, што го финансира Швајцарската агенција за развој и соработка. Пред почетокот на 53-та седница на Советот на општината, представник од консултантската куќа Ернст Бастлер и партнер го презентираше проектот за третман на отпадните води и изградба на филтер станица. При тоа беше нагласено дека се работи за капитален проект, чија цел е да даде придонес за одржлив развој на Кочанскиот регион преку заштита на природните ресурси. Проектот, беше речено на презентацијата, опфаќа проширување на канализацијскиот систем во Кочани со изградба на главен колектор во должина од 12 км и на пречистителна станица за отпадни води, што треба да биде изградена кај Мојанци. Едновремено, со неговата реализација ќе се подигне јавната свест за здрава животна средина и ќе се зајакне диалогот за политиките за отпадни води. Регионалниот концепт за отпадни води предвидува локацијата на пречистителната станица да биде во околината на селото Мојанци, што е од суштинско значење за проектот, на кој во понатамошните фази се предвидува приклучување и на Виница и околните места. Во пречистителната станица ќе се врши примарно прочистување, биолошки третман и стабилизација на отпадната вода и нејзино цедење, а потоа испуштање во реките. Според опишаната сегашна состојба, Кочани е покриено со мешан канализацијски систем во должина од 70 км, а нетретирана вода се испушта на 15 различни места во животната средина. За реализација на проектот, владата на Швајцарија донираше 21 милион швајцарски франци, а остатокот од потребните средства во висина од околу 2 милиони евра се од буџетот на Република Македонија. Периодот на изведба се планира од пролетта 2017 до крајот на 2018 година. Македонија се наоѓа на последно место од земјите по употреба на медот и пчелните производи. Преку саеми и манифестации пчеларите ја подигнуваат свеста кај граѓаните за поголема употреба на дарот од Бога. Започнаа деновите на мед во Кочани. Паралелно со одржување на Панагюрот во Кочани, секоја година се организира и манифестацијата Денови на медот. Саемот на мед, кој што има за цел да го промовира медот и пчелните производи, и годинава се одржува под мотото "Користи го медот како храна, а не како лек". Излагачи на мед и пчелни производи има од Кочани, Виница, Берово, Пробиштип, Прилеп, Битола, Куманово, Тетово и Скопје. Годинава посветуваат внимание на едукацијата на граѓаните, каков е вистинскиот мед и како да го препознаат фалсификуваниот, а додаваат дека инспекциите повеќе треба да поработат на откривање на фалсификуваниот мед, кој од друга страна пак представува нелојална конкуренција на пчеларите. Многу тешко, фалсификаторите се многу лукави, дури јас као со моето искуство со пчеларство 40 години тешко можам да го пределам.
дека е тоа фалсификуван мед. Али што да правиме? Самите инспекции треба да поработат за да се тоа спрече. Мислам дека нема во Кочине, а поготово на вакви манифестации кај што има, бидејќи ние пчеларите меѓу себе се познаваме и мислам дека нема храброст некој да дојде со фалсификуван мед. На годинешниот сајм на мед има и пчелари кои што произведуваат органски мед, односно практикуваат органско пчеларење, но и такви што продаваат пчеларска опрема. Велат младите се интересираат за пчеларење. Има голем број на млади пчелари што представува големо задоволство и тие кога ќе дојдат во продавница ги упатуваме секој година од ноември, имаме предавања во склоп на Сдруженијето Пчела од Куманово, така да се запознаат со основите во пчеларството и ги упатуваме дека е потребно да почне со пчеларење со 4 до 5 пчелни семејства и постепено додека влезат во ситуација како се пчелари да зголемуваат. Така да сме многу задоволни и е голема заинтересираност кај младите. Манифестацијата ќе продолжи и за време на викендов. Со ваквите сајми се подига свеста кај граѓаните за конзумирање на мед и пчелни производи, бидејќи Македонија се наоѓа на последно место од земјите по употребата на медот. Фестивал Парк Пиво Фест по втор пат организира хотелот Александар Парк во Виница. Заради зголемениот интерес за следење на фестивалот, годинава ќе се одржи во 2 дена. Ќе настапат голем број бендови и изведувачи, меѓу кои и Дани Димитровска и Теди Лајон Селекшн од Хрватска. Ако се организира Пиво Фест во Прилеп, зошто да нема и во Виница? Хотелот Александар Парк по втор пат во Виница организира фестивал Парк Пиво Фест. Поради големиот интерес на луѓето за одржување, настанот годинава ќе се одржи во 2 дена, петок и сабота. Програмата е збогатена со бројни изведувачи, настап на познати бендови од државата и странство и со поддршка од локалните диџеи. Целта на организирање на ваков фестивал е да се направи забава која што ќе стане традиција во градот Виница. Имаме германски пива, ќе се служи нашите македонските пива, Скопско, Златен Даб, Староградско, Бадвајзер и Кромбахер како увозни пива. Ќе имаме традиционален германски колбас, коленици, реброво сос, специјалитети на скара од врвните кувари на ресторан Александар Парк кои што ќе бидат приготвени и секој ќе може да ги дегустира вечерва и утре вечер. Во 21 часот денес, тоест петок, ќе биде отворен фестивалот. После тоа имаме настап на Троја бенд, ќе имаме кратка пауза со диџеј, па ќе имаме изненадување за сите гости, Теди Лајон Селекшн, кои ќе ни дојдат од Хрватска, и за крај ги оставаме The Hounds. Тоа ќе биде програмата за денес. Во сабота фестивалот започнува исто во 21 часот навечер. Започнуваме со Планге. За 2 сати одлична забава ќе се погрижи Дани Димитровска, како естрадна наша звезда, и за крај имаме локални изведувачи, тоест Brass Brothers, кои што ќе го затворат фестивалот. За да ја доловиме традиционалната баварска атмосфера од Михен и да ја пренесеме во нашето мало градче, програмата ја збогативме со 3 хостеси кои што ќе бидат облечени во традиционална носија. Ќе ги пречекуваат сите гости на влез, ќе имаме пано за фотографирање, сите од гостите кои што сакаат може да застанат со хостесите, да се фотографираат. Истите ќе бидат изместени од страна на 3 хостеси, од страна на мене и на мојата колешка Александра Кирилова. Ќе се погрижиме амбиентот да биде прекрасен, сите гости да бидат пречекани, угостени и услужени. Истото тоа се однесува и за околу храната. Нашите кувари од ресторан Александар Парк ќе се погрижат сето тоа да биде врвно, квалитетно, храната да биде послужена како што треба, како што и секогаш било до сега. Објектот каде што ќе се одржува Парк Пиво Фест за време на одржувањето ќе работи со продолжено работно време од 21 до 3 часот по полноќ. Сдруженијето на граѓани Афористичка репрезентација на Македонија започна со организирање часови по училиштата за сатира и афоризам. Учениците од гимназијата Љупча Сантов се едуцираа за афористичарството и сатирата. Сдруженијето на граѓани Афористичка репрезентација на Македонија започна со организирање часови по училиштата за сатира и афоризам. Станува збор за пионерски чекор на Сдруженијето со цел приближување на сатирата и афоризмот до младите. На настанот беа присутни 4 афористичари од Кочани: Јане Атанасов, Славица Цветкова, Ружа Стојмилова, Иванчо Арсов и Миле Ѓоргиевски од Делчево.
Идејата е да ги запознаеме младиве луѓе, ученициве со тоа што е афоризмот како дел од литературата. Со наши примери, со наши афоризми, да им кажеме како го создаваме афоризмот, што значи, како се издава, да речеме, книга со афоризми, кои се нашите релации со другите земји, со другите колеги од светот што создаваат афоризми. И за почеток мислам дека интерес се пројавува. Од овие присутни овде 40 на афоризми, 40 на деца, ако се јава еден или 20 нови афористичари кои ги тргнат по нашите стапки, тоа значи дека мисијата не е успешна. Часови за изучување на сатирата и афоризмот, афористичката репрезентација на Македонија ќе организира и низ училиштата од другите градови низ Македонија. На 28 октомври Сдруженијето на граѓани афористичка репрезентација на Македонија ќе го одржи своето второ годишно изборно собрание, на кое што ќе се бира и ново раководство. За тогаш планирана е и промоција на книга на член на Сдруженијето. Следува информацијата од спортот. Викендов продолжуваат првенствата во првата фудбалска лига за жени и третата лига Исток, при што женскиот фудбалски клуб Кучани ќе игра на домашен терен, а Осогово гостува во Струмичко Радово. Исто така надпревари во рамки на детската јуниор лигата, како и на турнир во Скопје, ќе имаат најмладите членови на Фудбал Старс. В сабота се играат надпреварите од петтото коло во првенството на првата фудбалска лига за жени, што беа закажани за минатиот викенд, но се одложија. Екипата на женскиот фудбалски клуб Кочани ќе игра на домашен терен каде ја очекува тежок меч со оглед што го пречекува лидерот на табелата Драгон 2014. Нашиот прволигаш сезонова располага со далеку послаб играчки кадар во однос на својот противник, поради што и извлекување на нерешен резултат би можело да се смета за солиден успех. По поразот пред 2 недели на гостувањето во Струга, кочанските фудбалерки се на 6-та позиција со само една победа и освоени 3 бода, па надпреварот против скопјанки нема да биде лесна задача за нив. В недела продолжува и првенството во третата фудбалска лига Исток со одигрување на 9-то коло. Осогово гостува во струмичкото село Радово на надпревар против екипата на Здравје. По 6 победи во низа, овој надпревар за жолтосините ќе биде сериозна задача, со оглед што домакините во досегашниот дел од првенството прикажаа солидна игра и важат за незгоден противник. Од таборот на кочанскиот третолигаш најавуваат дека ќе одат на победа, за што постои волја и подготвеност меѓу играчите. Во меѓувреме, дојде известувањето дека клубот мора да плати парични казни за фрлањето предмети на теренот и немирите на трибините за време на надпреварот против Овчеполе што се одигра на стадионот Никола Мантов во рамки на третото коло. За викендов се најавени и фудбалските надпревари во категориите во кои се надпреваруваат најмладите членови на екипата на Фудбал Старс. На домашен терен во регионалната лига, помладите пионери од генерацијата 2001 и пионерите родени 2000 година се среќаваат со соодветните екипи на Куманово Еуроспорт. Во Скопје пак ќе се одиграат надпреварите од турнирот Кул Куп 2016, при што генерацијата 2006 на Фудбал Старс игра против Шкендија, а генерацијата 2007 во вториот надпревар за противник ја има Нова Колонија. Во третиот надпревар истата екипа ќе игра против Кикер од Краљево, Република Србија. За понеделник пак во Штип во рамки на Вардар јуниор лигата во четвртото коло, генерациите 2003 и 2005 на Фудбал Старс се среќаваат со своите врсници од Мал Ајакс од Штип, додека пак генерацијата фудбалери 2006 година ќе игра против Слога 1934 од Виница.
Толку во ова петочно издание на вестите на Канал 8. Екипата на телевизијата ви посакува пријатен викенд. Довидување.